Црквата, браќа и сестри, е една целина меѓу длабоката теологија и аскетската теологија или практичната теологија. Затоа и во оваа света четириесетница гледате една недела посветена на светиот Јован Лествичник, кој е аскет по природа и ни водвестува нешто што е од аскетска содржина. Но тоа што е од аскетска содржина не е во некаква спротивност со теологијата на црквата, како што да кажеме во втората недела на светата четириесетница ја славевме свети Григорий Палама, кој е еден од најдлабоките теолози во црквата. Сето ова ни покажува дека во еден сублимат е теологијата и не треба да правиме раздор, и често пати велиме кај некој, велат некои од христијаните кои прочитале понекоја книга од светителите и велат дека тој светител вака рече. Да, ама треба да се гледа целината. Денес го славиме свети Јован Лествичник, кој напиша една книга наречена Лествица. Тоа е на црквено-словенски Лествица, денес ние би ја нарекли скала. Скала по угледот на онаа скала која ја виде патриархот Јаков, низ која слегува небесните сили. И дури и Богородица ја нарекуваме скала, така што преку неа слезе Господ и Спасител наш Исус Христос. Бидејќи духовниот живот е како скала, а основа за сето тоа ни го даваат блаженствата, кои, знаете, ги пееме секоја литургија, и по стих од нив пееме пред одредена црковна песна, зашто се многу важни. Тие се основа на секое скалило во црквата. Така што и на ова скалило од 30 степеници, кои ни го опишува свети Јован Климакас или Лествичник, и на тоа скалило основа се блаженствата. Затоа ќе се обидам од почеток на кратко, иако често пати оваа проповед ми заземала многу време, бидејќи секое од блаженствата бара одредено толкување, ќе се обидеме тоа скалило да го преведеме на основата, а тоа е, како што велиме, блаженствата кои се основа на секое степенување во црквата. Првото блаженство вели: блажени се сиромашните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Кои се сиромашните? Оние кои немаат да јадат? Не, браќи и сестри, сиромашни по дух е додадено. Се тие кои се смирени, а тоа значи не се гордеат за било што имаат. Има такви луѓе. И првата степеница за духовниот живот е во тоа да научиме дека треба да бидеме смирени по дух. Тоа не значи дека одма ќе го постигнеме. Тоа не значи дека одма ќе го научиме. Затоа може би е потребен еден цел живот за човек да се смири. Меѓутоа не може да стапне на втората стапалка од духовноста ако не почне да се движи по првата. А тоа е да свати својата немоќ
пред животот воопшто, а камоли пред Бога. Тогаш човек ќе се смири, тогаш станува беден по дух. Значи, не е смислата наша бедни да бидеме материјално, меѓутоа сосема различно е да биде човек беден по дух, а тоа значи да не се гордее. Може да има многу духовни дарови, може да биде дури и материјално богат, а да не се гордее за тоа. Втората стапалка е блажени се оние кои плачат, зашто ќе се утешат. Самото покаяние, веројатно сте го имале и тоа искуство, носи кај човека плач. Не само за загубеното време, она што Пруст, еден писател француски, вели во потрага за загубеното време. Оти човек може да го загуби времето, многу години да загуби. Може на крајот од животот дури да се покае, како разбойникот на крстот, пред смртта што се покаел. Меѓутоа, не е невозможно. А тоа покаяние, или доказ за тоа покаяние се солзите. Човек плаче. Некој сега медицински докажува дека жените веројатно полесно ги поминуваат трагичните состојби отколку мажите зашто плачат. Може би да има тоа вистина. Не можам да ви го кажам тоа зашто не сум го испитувал. Меѓутоа плачот е и за мажите и за жените. Тоа значи дека плачот не е само често пати солзи кога човек рони. Солзите дури може да бидат и од воодушевување, не мора да бидат покајнички секогаш. Ама важно е да знаеме дека втората летвица или второто скалило е солзите. Човек што се кае, покажува тоа ни солзи. Не мора да ги покаже пред сите, доаѓам в црква и сега ќе плачам. Меѓутоа покажува пред себе воскришната одаја во која вели Господ, во која треба да се помоли. Таму ги покажува солзите. Таму покажува еден покајнички дух. Тоа е најбитното. Блажени се кротките, зашто ќе се утешат. Се во ова, сиве овие духовни скалила го менуваат човека. Може да биде сур, може да биде, што велиме, тежок човек. Ама низ покајанието тој станува кроток. Видите како сиве овие скалила се доказ или показ за една нова состојба кај човека. Состојба која е благословена. Состојба која раѓа нов живот. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Има човек што не сака правда? Јас не сум запознал тако. Ама има човек што знае што е правда и што критериумот за правдата го има по критериумот Божие. Не е правдата правда кога сами си ја создаваме. Оти за еден правда е едно, за друг е друго. За трете сосема трето правдата. Така што не е правда она што ќе го напишат по учебниците на правниот факултет. Дел од правдата може да биде, меѓутоа не значи дека и Божја правда. Божјата правда има друга основа, а тоа значи е во волјата Божја. Да научиме, често пати ние правдата ја отфрламе ако е поврзана со волјата. Зашто многумина мислат дека волјата е нешто нестабилно.
Како сакам, така ќе направам. Правдата е поврзана со волјата Божја. Вистина е така, дека како сака Господ, така ќе направи. Ама тоа што како сака ќе направи, тоа е правда. За која е друга правда? Оние што ќе напишат учебник по право и тие ја имаат правдата? Или во Брисел, или во Вашингтон? Таму е правдата. Правдата е само во Бога. Сега може да ни гледа и некојаш и нестабилно, бидејќи е врзана со волјата Божја. Меѓутоа, ако научиме да ја распознаваме волјата Божја, правдата крајно стабилна ќе ни биде. Во тој случај, правдата ќе ни биде волјата Божја. Тоа што е волја Божја, тоа е и правда. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помиловани. Гледате, не почнува првото стапало да биде милостив човек. И невозможно е. Кој започнал да го живее длабоко духовниот живот, гледа дека милоста кон другите не доаѓа како прва степеница, туку доаѓа во развојна фаза. Стануваме милостиви кога го сваќаме во ширина животот, дека покрај не живеат луѓе на кои им треба нашата милост и нашата помош. Тогаш се надраснуваме себе си, да речам, сопствениот егоизам го надраснуваме. Зашто човек по природа, некоја нападнатата природа, зборуваме егоистичен човекот. Тој сака само за себе, ако може за себе нешто да придобие, ако може за себе нешто да стекне, а да биде милостив, значи да го подели со другите. А знаете што значи она што го велат, на колку поголем број делиш нешто, толку поголемо е нештото, толку повеќе се намножува истото. Значи не треба да се плаши човек дека ако има нешто да подели на 20, на 3, на 5 души и то ќе заврши то. Не. Ако го подели на 5, то ќе има уште за 5. Тоа се намножува. Тоа е чудесниот закон Божи. Милоста тоа го прави. Меѓутоа, милоста, како гледате, доаѓа во напредна фаза. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Колку од нас сакаат да го видат Бога? Уште од мало дете вели, мамо или тато, покажи ми го Бога. Да го види. Сака човек на мали или повозрастни години, сака да го види Бога. Ма како ќе го види без чисто срце? Чистото срце е само услов или предуслов да го видиме Бога. Зашто ние го гледаме и го наоѓаме Бога во себе. Господ не е некаде далеку на небо, велиме. Не, Господ е секаде, браќа и сестри. И можеме да го откриеме буквално секаде, ако имаме чисто срце. Затоа е потребно да го чистиме срцето. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Кои се миротворци? Ганди, познат, велиме миротворец. Или не знам кој ќе направи сега мир помеѓу Русија и Украина. Или кој ќе направи мир меѓу Израел и Палестина. И тие ги наречат миротворци. Миротворци сме сите ние во најситниот облик. Кога
една расправија во која ние сме вмешани или обратно, не мора да сме самите лично вмешани, може и некој друг до нас да биде вмешан, а ние посредуваме за да се реши таквиот спор. Ако си мост, вели една стара поговорка, сите ќе те газат. Тогаш човек учи да биде миротворец. Кога станува мост, ама за да биде мост, треба да научи првата лекција, сите да го газат. Ево, првата, смирен да биде по дух. Ако научи да биде смирен по дух и сите да го газат, тој ќе стигне и до оваа предпоследна лекција да биде миротворец. Ова е напредна фаза на духовниот. Не може секој да биде миротворец. Миротворците што ги гледаме во свет не се миротворци за мир Божи. Туку може да бидат за различни облици. Еве, овај мир сега, веројатно ќе се постигне меѓу Русија и Украина. Велите дека миротворство е тоа? Тоа е нужда или потреба да не гинат луѓето. Ама миротворството има друга цел, друго значење, друга смисла. Кога ќе го стигне човек до таа лекција, тогаш стигнал во многу напредна фаза на духовноста. Блажени се прогонетите заради правда, зашто нивно е Царството Небесно. Сте сретнале, веројатно, и такви луѓе кои се годени на правда Божија. Не сите што се гонети на правда. Некои може би и праведно се гонети, затоа што освета некоја се раѓа кај човека кога ќе му се направи некој зло. И сака тој да врати со иста или често пати потешка мера, подлабока мера. Меѓутоа, ако научи дека гонетите заради правда ќе го наследат Царството Божие, има друг облик таквото гонење, односно гонителите во таквите случаи добиваат прошка од гонените. Тешко. Скоро невозможно, ќе рече човек, по сите природни закони невозможно да му прости на некој кој те гони до таа мера, па и главата ќе земе. Да стигнеш до тој степен, тоа е вистина благословена, од Бога ситуација, само Господ може. Господ не ги гонеше гонителите негови, го распна, а тој не ги гонеше. Ги остави така. Можеше уште пред тоа да им ја скине главата. Тоа вели на апостол Петар, па зарем мислиш дека не можам еден легион ангели да викнам да им напакостат на овие луѓе? Може, Господ. Ама не постапува по тој начин, туку постапува по овој начин. Што го толкуваме. Гонет заради правда има благослов Божи. Блажени се кога извините, јас го преведувам директно Евангелијата и малку блажени сте вие кога ве срамат и ве прогонат и лоши зборови говорат заради вас, заради мене. Тоа, браќа и сестри, е последната скалила на блаженството. Да може, како што и претходно рековме, да го претрпи некој она што е навреда,
од другите или злочестие од другите или нешто што е неправедно спрема нив. Тоа е голема и возвишена работа да може човек да го препознае прво, а после да го прости. Затоа е врвот на блаженството. Еве, со тој врв на блаженството да завршиме, затоа што тоа е и врв во лествицата на Свети Јован Лествичник. Човек што е неправедно гонет, човек што добива угнетување од другите на правда Божја што велиме, тој има слобода пред Бога, стекнува слобода пред Бога. Се му е на некој начин возможно, како да му вели Господ, а овие те гонат неправедно, ама ти имаш слободно да побараш што сакаш. Еден цар обичен, гледате во приказните кој ќе му рече на некого може да побараш што сакаш, Ирод кога и вели на Иродија да побари што сакаш, и може да и даде, а камоли Господ што може да ни даде. Ама како да стекнуваме духовно богатство кога го имаме овој капитал. Затоа треба да се учиме, да се трудиме секогаш, да бидеме во заедница со Бога кој може да ни ги даде сите овие добродетели, ако ги побараме, ако искрено се потрудиме и ако сакаме да ги стекнеме. Затоа, милоста Божја ви посакувам да биде со сите вас. Нека даде Господ ова света 40-ница да поминеме лесно. Лесно, кога велам тоа значи зашто може и тешко да се помине. Не само во постот, во овие духовни искушенија кои може човек да ги има на патот кон освојувањето на Царството Божие. Да сте здрави и живи и Господ да ви иде на помош.